Здруженијето на пензионери на Кочани денеска ја одржа конститутивната седница во новиот состав. На седницата беа избрани органите и телата на Здруженијето за наредниот 4-годишен мандат, а за председател повторно беше избран Ѓорги Серафимов. Присутните на седницата ги поздрави и градоначалникот Ратко Димитровски. Ме радува да имаме едно такво здружение кое што е едно од најактивните во Република Македонија и како општина и јас сум горд заради тоа што имаме една мощна добра соработка со вашето здружение и со нашата општина. Би сакал да ви посакам успешна работа на денешното собрание, да ги изберете оние кои што ќе бидат најквалитетни, кои што ќе продолжат онаа работа, соработа која што имаме до сега и да допринесеме заедно за подобри услови и во самото наше здружение, меѓутоа и во целата општина Кочани. За новостариот председател Ѓорги Серафимов, изборот за председател представува обврска за продолжување на веќе започнатите активности. Ние покрај овие наши посебни активности што ги програмираме на спортски план, на рекреативен план, културно-умечка дејност и така натака, пред ни има далеко поголема предност наша основна цел изградбата на регионален дом за пензионерите во Кочани. Ние тоа потенциравме повеќе пати и сега ќе го потенцираме. Ние сме сигурни како што ни помага локална самоуправа на чело со градоначалникот, Советот на општината Кочани и имаме споголба и со сите други наши комшиски овие здруженија во регионот. Сигурен сум после изготвувањето на оваа комплетна техничка документација. Очекуваме скоро нејна презентација пред јавноста со представник на владата на Македонија. Сметам оти владата на Македонија ќе поздрави тај исчекор огромен што го ние име направено и оти нашите напори ќе бидат прифатени од нив и ќе се реализират. На денешната седница членовите на собранието на Здруженијето на пензионери од Кочани ја донесоа и програмата за работа во оваа календарска година и финансискиот план.